За останувањето на Живко Мукаитов на претседателската функција во Ракометната федерација на Македонија, но и за она што го очекува македонскиот ракомет пред се машкиот репрезентативен, поставувањето нов селектор, баражот против Чешка, како и продолжувањето на квалификациите за настап на следните големи надпреварувања, вечерва ќе разговараме со тројца мои гости, драги колеги кои долго го следат ракометот и се добри познавачи на оваа проблематика. Добро вечер за Билјана Благоевска Петрушева од екипа, Горан Антевски од спортскиот портал Спорт Медија и за Тони Стојановски, уредникот на спортската програма во македонската телевизија. Добро вечер за сите. Здивна нацијата се чини, Живко Мукаитов ќе остане на првата позиција во Ракометната федерација. Што значи ова? Почнеме од мене или ќе даме предност на... Па еве на Билјана. Па тоа значи продолжување на она што почна пред 3 години, предпоставувам. Значи, поставени едни повисоки стандарди на функционирање, овозможени услови за функционирање и за напредок на ракометот. Значи, клубовите, сите спортски работници, прв пат се случило да добие таква еден председател, стално имало некоја опозиција или нешто, овој пат беше едногласно. Значи, ние што сме подолго во ракометот, за нас беше прв пат такво нешто, да се побара, да се повлече точката од дневен ред и да му се даде комплетна поддршка на председател. Обично челниците на федерациите кај нас имаат и опозиција, има и луѓе со кои не се согласуваат со нив. До сега, како што и Билјана рече, не сме виделе вака општа поддршка да има некој. Значи ли тоа дека во Македонија тешко се наоѓа некој кој ќе работи добро во спортот? Не само што е тешко да најдеш човек што добро ќе работи во спортот, тешко е да најдеш човек кој што нема да биде поврзан со ниеден клуб. И уште потешко е да најдеш човек кој што нема да жали средства, односно пари, за да овозможи услови на сите репрезентации, на сите ракометари во овој случај, да ги добијат потребните услови и тие да размислуваат само за играње и за победи. До сега секогаш претседателите биле поврзани со еден или со друг клуб, секогаш имало опозиција за тоа што еден клуб сакал да биде на власт, па другиот клуб сакал таа власт да ја превземе, секогаш постоела борба. За нас новинарите секогаш било интересно во тие времиња, секогаш сме имале што да пишуваме, бидејќи меѓу себе си се обвинувале, си кажували добри и лоши страни. Сега можеби за нас е уште подобро затоа што размислуваме само за успех, размислуваме само за добри резултати, затоа што имаме во ракометот човек кој што пред се е бизнисмен, знае како да ги постави работите, знае како да ги изменаџира и интересно е што она што тој не го знае, има советници кои што го советуваат како да ја истера работата на вистински пат. Тоа ретко се случува и јас сум, би рекол, задоволен затоа што најмалку уште една година, меѓутоа мислам дека сигурно клубовите ќе сакаат Мукаитов да остане барем уште еден мандат. Значи дека во следните 5 години, би рекол, најмалку, би имале федерација каде што нема да има турбуленции, каде што стандардите ќе бидат поставени и ќе се бара само резултати. Толку е добар Живко Мукаитов или ние сме напатени од другите федерации, па ова не изгледа како најдобра можна варијанта? Ако ме прашувате мене лично за моите односи со другите федерации наспроти ракометната, што да ви речам, веројатно е добро што има човек кој што е општествено етаблиран. Затоа што за спортски резултат потребна е финансиска конструкција, таа е неспорно обезбедена со алкалоид, знаење на оние што треба струката да ја пренесат на терен и добра организација. Да го цитирам капитенот на нашата репрезентација, кој што постојано верува во неја и вели дека има македонска репрезентација за големи дострели. Кај нас, веројатно, може би обратно од други земји, спортскиот резултат се оценува врз основа на она што го прави националниот тим, а не најпрво базата, која што ако ја поставите добро и репрезентацијата се разбира дека ќе функционира на високо ниво. Меѓутоа го прифаќам и тоа што го вели Лазаров, дека оваа репрезентација има силен потенцијал. Сега има знаење, има пари, иако е точно она што јас го предпоставувам,
Недостига третиот сегмент, тој е организацијата. Мислам дека во престојниот период Живко Мукаетов ќе треба добро да ги засука ракавите во федерацијата и да го направи тоа што предпоставувам дека не успеа во изминатиот период. Ако добива совети од советници, тие да бидат вистинските советници. А ако треба да пресече некаков јазол, да го извади мечот и да го направи тоа. Затоа што Македонија не пропушти 2 големи или 3 големи настана, но според мене, без оглед на најдобриот пласман во историјата на репрезентацијата, светското првенство во Катар не беше успех на рангот на она што го може македонскиот национален состав. Европското првенство во Полска беше неуспешно, квалификациите во Гдајнск исто така. Тоа не ми брза ќе стигнеме до репрезентацијата. Фијаско. Што е добро? Добро е што во федерацијата повторно останува човек кој што ќе продолжи една нишка во овие 20 и нешто години на луѓе кои што ја водеа федерацијата може да го издржат тој товар. Значи ние не смееме да забораваме дека и пред Живко Мукаетов имаше други луѓе кои што ја водеа федерацијата, без оглед што беа поврзувани со едни или со други клубови. На крајот на криштата во Македонија во која што многу пати се бараат краткорочни решенија затоа што ние немаме време за ништо, не само во спортот, туку во целиот овој период на државноста, па и ако сакате гледајте го актуелниот политички моменти што се ни се случува, нам секогаш ни се потребни резултати веднаш или резултати сега. Имаше една таква парола на некој од претходните избори кај нас. И затоа мислам дека поврзувањето на клуб со репрезентација може би е извитоперена спортска димензија некаде на друго место, но кај нас е релација која што нужно морало да се воспостави за да имаме ние ракомета. Сепак не треба да забораваме, ракометот е спорт број 1 кај нас и тука нема никакви дилеми. Горан кажа дека смета дека Мукаетов би останал и подолго од завршувањето на мандатот. Јас по вчерашната негова изјава не сум толку многу сигурна во тоа, можеби ти имаш и повеќе информации, претпоставувам дека да. Таа изјава на Живко Мукаетов, која еве можевме и да ја видиме во нашата програма, мене ми остави впечаток дека тој како да вели фере и честно јас да го одработам овој мандат до март. Јас добив таков впечаток. Се согласуваш ли, Билјана, или сметаш дека тоа е така во момент дадена изјава која не морам да значи баш така? Може би е моментално затоа што мислам дека се уште држи она разочарување од Гдајнск што е. Значи сите очекувавме, сите бевме спремни дека ќе биде тоа најголемиот успех и некако ни дојде шок и претпоставувам дека тоа разочарување влече малку и без разлика што се случи убава поддршка, да кажам. Се ќе зависи од она што ќе се случува во јуни и она што ќе се случува, што ќе почне да се случува во октомври. Значи баражот со Чешка за наредното светско првенство и почетокот на квалификациите за Европското во Хрватска 2018, а претпоставувам и настапот на младинската репрезентација. Значи, ако тргнат работите во позитивна насока, претпоставувам дека и Мукаетов ќе го продолжи ќе продолжи својата ангажман, да кажам, или ќе остане на чело на ракометот и во некој подолг период. Меѓутоа, Кати, извини. Таа изјава што даде вчера председателот беше изјава по барање на клубовите да ова собрание разговара за давање на нов 4-годишен мандат. Значи, не да биде доверба, односно да се изгласа, да го повлече тој предлогот за оставката, туку бидејќи сите се задоволни, тие сакаат наместо следната година кога би требало да се избере нов председател, сега нова собрание, да се избере нов кој што би бил уште 4 години. Председателот во таа смисла ја даде изјавата доблесне прво да се заврши овој мандат, па потоа би разговарале. Иако мислам дека и правно или статутарно, извини. Иако сметам дека сигурно се ќе зависи од резултатите. Ако имаме добри резултати, нормално е дека и тој ќе сака да остане, доколку немаме, како и секој бизнисмен, можеби ќе каже јас до тука можев, сега некој друг нека продолжи, или пак можеби ќе го фати инат и ќе каже ќе направиме тоа што сме го замислили, ако не сега, можеби за 2, 3, 4 години, меѓутоа тоа што ни е зацртано како план, ќе го оствариме. Кога веќе стивна бурата околу
заминувањето, останувањето на Живко Мукаетов останува отворена темата која и се чини омилена на македонската јавност последниот период. Тоа е сениорската машка репрезентација, а сега и во последно време новиот селектор. На која позиција е сега ракометната репрезентација и каков селектор треба? Што треба тој да донесе? Значи, за да се согласиме до крај и да почнеме дебатата, сите на една страна, што не е добра. Ако не бев јасен, да кажем дека е добро што Живко Мукаетов останува претседател на Федерацијата и се надевам дека тоа ќе биде за еден подолг временски интервал. Зошто е потребно да обстои еден таков претседател кој што може да издржи низа ситуации во ракометниот спорт кај нас, оти ова е невралгичен момент. Значи, Федерацијата треба сега да најде инстант решение за селектор. Треба да го минеме баражот со Чешка, значи да го продолжиме континуитетот настапи на големите собери, без оглед што Олимпијадата останува сон. И потоа да се направи генерацијска смена во репрезентацијата, во која што ќе бидат задржани двајца-тројца играчи што играат Лига на шампиони, а ќе бидат кооптирани овие што се во генерацијата на Јович кои што изборија пласман на Европско првенство. Ако тоа го направиме, без оглед што знам дека ние тоа нема да го направиме брзо, никогаш не сме го направиле. Ние тешко реагираме во такви ситуации, ке ни е потребен одреден временски период. Седете се како се менуваа генерациите претходно. Она првата која што настапуваше по самостојувањето на Македонија и оваа сегашната која што фати континуитет од европски и од светски првенства. Затоа мислам дека е потребно тоа да се направи многу умно, значи во овој период, во овој јуни да нема премногу потреси во националниот состав, да се преброди Чешка и потоа да седнат ракометните стручњаци да одредат што е најдобро за македонскиот ракомет. А ако ме прашате селектор странец или македонец, Ќе ве прашам нешто подоцна. треба некој што веројатно ги знае состојбите. Добро, иако откако тргна она лавина, заминувам јас. Сите заминуваме одеднаш. Мојата предпоставка, па дојдовме до новинарите, веројатно тие треба да заминат, а ние истите И дебатираме ние на мислевме овие дали да се прашања. пензионираме евентуално. Според мене, она ветување, јас не сум разговарал со него, меѓутоа така го доживувам. Ветувањето на Живко Мукаетов дека ќе напушти Федерацијата ако не се пласираме на Олимпијадата беше поради негова преголема самодоверба дека Македонија ќе заврши на олимпискиот турнир во Рио, а потоа едноставно мораше да ја испочитува собствената одлука. Иако можевме да предпоставиме дека би било тоа така. Ги тргам настрана шпекулациите дека постојат одредени струи од Вардар, од Самсоненко, со поддршка Норце Камчеви и така натаму да влезат во Ракометната федерација на Македонија. Јас во тоа лично не верувам и излезе дека е така. Мукаетов доби поддршка општа од сите и добре што ќе биде јуришник, носител на ракометните промени кои што неминовно е да се случат. Тие ќе се случаи и доколку Македонија се пласираше во Рио. Само ќе беа една поинаква ситуација. Сега пак околу македонското извитоперано гледање на работите и лошата диоптрија, може би во некоја варијанта е добро промените да се прават без Олимпијада, отколку потоа по неколку надпревари одиграни на Олимпијада ќе беше извонредно да се најдевме таму, да ги направиме промените имајќи една искривена слика за позицијата на сите во и околу националниот состав, во и околу Ракометната федерација на Македонија, па да ја сгрешавме работата на долг рок. Вака мислам дека не е загубен последниот воз. Без оглед на солзите на сите ракометари и на општо разочарување кај сите нас по дебаклот во Гдански. Ние сите четворица бевме во Полска. Ќе морам да ве вратам прво на барем пократка анализа на она што таму се случуваше. Вие ги познавате многу добро македонските ракометни репрезентативци. Анализи веќе беа правени, измина веќе одреден период и вие за тоа и пишувавте и сме зборувале. Меѓутоа, добро е да чуеме што виде Горанти на турнирот во... Ја мислам дека ние можеме да бидеме чисто лектори, ако веќе долго време сме со репрезентацијата, можеме да се бидеме, тоа ќе ни биде PR менеджер. Директор. пак Гдајнск. Сега колку да се навраќам, ја би се навратил можеби во Гетеборг 2012
тогаш бевме неискусни, прв пат игравме на Олимпијада, не знаевме што значи да си, мислам во квалификација, не знаевме што не очекува, не знаевме како треба да се однесуваме. Бевме дебитанти и тоа тие порази таму ги свативме како поука. Гдајнск требаше да биде на, да не речам круна, меѓутоа требаше да биде момент кога требаше да се радуваме на нешто што претходните 4 години, почнувајќи од Србија, од Европското првенство, па Шпанија, па Катар, па претходно Данска, требаше да се радуваме на она што оваа генерација го постигна. И јас само би кажал дека ракометарите отидоа ментално неподготвени на тие квалификации. Имаше многу анализи, ние напишавме, што мислевме. Ќе се согласиме дека тие, заедно со стручниот штаб, требаше да направат тактиката како да се спротивставиме и против Полска и против Тунис. Прашањето можеби требаше да се размислува дали да се тактизира против Полска, па да фрлиме се на Тунис, или да одиграме машки како што одигравме во Катар, каде што игравме против секого на едно високо ниво. Сметам дека од една страна ракометарите не беа ментално подготвени за тоа, од друга страна сметам дека и стручниот штаб можеби зашкрипе во одредени ситуации. Мислам дека не знаја каква шок терапија да применат во одредени моменти и на самите надпревари и претходно. И оно што го слушнавме од некои члени на управен одбор како се дигала атмосферата пред тој турнир, нормално е да ние како новинари посакуваме да ја дигнеме таа атмосфера, затоа што и ние сакаме да отидеме на Олимпијада со тим, не со поединци, значи спортисти. И со Лазаров знамено. Да, меѓутоа од друга страна сликата ја имавме сите во глава, нели? Сметам дека овој стручен штаб не успеа да, како да кажем, да им впие во глава на ракометарите дека нема да биде лесно, дека Тунис нема да биде наивна репрезентација и дека треба да се подготвуваат подеднакво добро како за Полска, така и за Тунис. Од некои изјави што ги добивме од ракометарите, испаѓа дека тие всушност се спремале повеќе за Полска и дека за Тунис имале само ден и пол. А не дека и за Полска има многу време. Па добро, за Полска можеби повеќе има повеќе видеоматеријали, ги излажа Тунис ситуацијата дека раскарани се во федерацијата. Ама недозволиво е да подцениш противник врз основа на такви информации. Тоа сакам да го кажам, дека репрезентацијата не беше подготвена на притисокот што беше направен на неја. Ако се сите тие професионалци со години искуство над превари за репрезентација, за Лига на шампиони, кои што биле решавачки, на, би рекол, на државниот испит, на матурата, тие паднаа. Значи, без разлика што претходните 4 години тие имале четврки, петки, одлично поведение, на последниот завршен надпред тие паднаа. Од друга страна, оно што ќе кажам, Тони ќе каже, ние треба да направиме промени. Да, треба да се направи промени. Меѓутоа, мислам дека тие промени требаше веќе да бидат почнати. Не можеби драстични, да има сечење и не знам на глави да се тргаат ракометари, меѓутоа на 16 ракометари кои што се подготвуваат, 4 може да бидат младенци. Имавме ситуација во Полска, не беа земени, мислам дека требаше да бидат земени уште 20 млади ракометари. Тие полека да го чувствуваат, да ја чувствуваат репрезентацијата, да ја чувствуваат атмосферата, така многу полесно ќе се направи таа смена на генерации. И на крај крајава, некогаш треба се фрлати во оган. Млади, 17, 18, 19 години, некој ќе изгори, некој нема да изгори, меѓутоа и тие што ќе бидат фрлени во оган, ќе знаат што од нив ќе се очекува. Мислам дека подмладувањето веќе доцниме еден чекор. Сега да одземам на зборот затоа што бев прозван. Како што би рекли овие од политичките дебати. Значи јас бев за промени по европското првенство во Полска.
И јасен бе во мојот став дека ние таму не игравме ништо. Какви промени? Промени селекторски и играчки. Не, добро да... Федерацијата и репрезентацијата имаа став дека тоа не треба да се прави пред Гдаńsk. Што е разбирливо до некаде. Има логика тој прво став. прашање на тренингот во Гдаńsk, единствениот што ги има нашите репрезентативци во Гдаńsk пред надпреварот со Полска беше: луѓе, што правиме? Дали ја скокаме Полска и го напаѓаме Тунис, или селекторот и капитенот рекоа: ние не сме репрезентација која што има реноме или има карактер да може да ја скокне Полска. Значи, нашата стратегија беше одредена на тоа ние да играме на сите три надпревари подеднакво. И јас го почитувам тоа. Потоа излезе дека е до некаде погубно, па нели капитенот рече: може би требаше да бидеме како хрватите, кои што ја скокнаа Данска, ги истрпеа во тие 20 на часа меѓу двата надпревара со Данска и со Норвешка критиките, и тоа стравични критики од јавноста, и ја победија Норвешка и отидоа на Олимпијада. Сега во тој контекст, дали сега да менуваме пред Чешка? Тогаш не променивме, сгрешивме, не е време да сега ќе сгрешиме ако ништо. промениме, според мене. Ама Тони, не морат промените да бидат нема да биде ради со тоа дека некои ракометари треба да им кажеме благодарам. Ама сега кој имаме нов селектор? Промените треба да бидат во од со вклучување на нови ракометари. Ако веќе имаме федерација каде што парите не се проблем, каде што 16 ракометари се подготвуваат, можат уште двајца, тројца, четворица млади се бидат постојано со нив. Тоа е начинот на кој што треба да размислуваме за многу полесно вклучување. Проблемот е што разликата меѓу оваа генерација и таа што треба да дојде е дупка каде што треба да направиме мост за да може да поминат. Тоа е главниот проблем. Она што не се работело во минатото, сега нас ни се удира по глава и гледаме дека не имаме проблем како да тие млади ги вклучиме во сениорите. Ние премостуваме цела една генерација, значи тоа е проблемот. Јас уште пред Данска, значи сугерирав околу вклучување и го застапував тоа, можеби малку потврдо подмладување или вклучување на барем двајца од млади што сега ќе беа готови, значи немаше да бидат вклучени да се привикнуваат на 20, туку ќе беа на 18, на 17 и веќе сега ќе беа спремни репрезентативци. Значи, Тони што спомна инстант успех. Мислам дека го плаќаме данокот на тој инстант успех што го сакавме во Данска на Европското првенство. Со засилувањата што ги зедовме наместо подмладувањата. Колеги, кратка пауза, па се враќаме. До сега сите се согласувавме со се што беше кажано. Сега ќе мора да отвориме темата за новиот селектор, па да видиме кој што ќе каже. И на која позиција е. Не е тајна од пред некое време, ако не и од поодамно, дека веќе има спекулации, има и 6 години се тие кандидати, дека има наводно и лобирања, еве Билјана. Спекулациите се дека конечно е прифатена понудата да се биде селектор, а ја и Билјана за тоа зборуваме веќе 6 години дека кога на некого му нудиш и тој не прифаќа, не знам сега зашто би требало повторно да се нудиш. Значи тоа се спекулациите, не се спекулации дека е веќе нешто готово, ништо не е готово. Добро, не ни зборува во насока дека е нешто договорено или готово, меѓутоа се споменува веќе гласно името на тренерот на Металург Лино Червер. Никој од нас сега не е сигурен дека тоа е така или дека ќе биде така во перспектива, меѓутоа можеме, ние имаме простор. Може би ти не си сигурен, ние малку поинаку размислуваме. Да поразговараме во ред. Какви се вашите сознанија тогаш? Не мислам дека ти би требало да ги отвориш. Па јас доаѓам од телевизија, немам сознание. Ние со шпекулации не работиме за кликови. А и нас полесно не дисциплинираат затоа што сме во државна куќа. Дали Лино Червер е погодна фигура за македонски селектор? Каква фигура би била погодна за селектор сега во овој момент? Сега во овој момент некој со цврста рака, кој што би имал храброст да се појави пред јавност и да рече:
овој ракометар. Не ме почитуваат, не го признаваат мојот авторитет, на тајм-аути не ги слушаат моите насоки и селектор, за разлика од претходниот, кој што ќе има минимум 5 акции во играње, во напад. Има таков македонец селектор? Па македонец нема таков, можеби, како може да нема, има се разбира. Но од оние искуства претходни, ајде да ве потсетам, Светско првенство Хрватска 2009 Илија Темелковски 11-то место и Европско првенство 2012 Звонко Шундовски, клавајте голови, 5-то место во Европа. И сега пак доаѓаме до македонскиот менталитет и до вистинската проценка која што нема да се базира на некои логични спортски механизми кои што се воспоставени на запад и се одлика на врвниот спорт. Туку на такви механизми кои што ќе ги доведете овде во Македонија, ќе ги приспособите на нашиот менталитет, што би рекол Монтескје, духот на законот. Како народ, тако закон. И кај нас овде. Може би оваа наша генерација полесно функционира со некој што нема да ги држи толку цврсто уздите. Дали ги држеше обрван? Не ги држеше. Тоа е грешката. Тоа е грешката. Ако е цврстата рака на селекторот, значи кон сите да биде строг или само кон оние кои што не се најдобрите. Значи кон сите. И дали за мене проблемот во репрезентацијата добро е што го кажа како треба да изгледа македонскиот селектор, бидејќи убаво да им кажеме на другите федерации. Да. Што очигледно дека фали таква цврста рака. Не исто. Секоја федерација си има различна логика. Знаете, ако фудбалот да речеме го споредувате со ракомет, во фудбалот кога и да донесете од странство ебадијала со оглед на лимитираниот квалитет на репрезентацијата. Овде репрезентацијата нема лимитиран квалитет, по не би рекол. Кога имаме несогласување. Па време е да се не согласиме веќе. Мене во принцип ми смета затоа што секоја смена, а имавме смена, Горан знае, сега ги броев баш пред да тргнам, 16 селектори сме смениле. Тројца се со 2 мандати, значи 19 смени од 92 наваму, 19 селекторски смени. Го сметаш Гино кој што беше 1 месец? Да. Тоа се веќе 20. Два. Гино, Савески и Драган Здравковски два мандати имале. Значи ние 19-20 смени селекторски сме направиле и во принцип, ајде зборам за овие од поново време што се тие секогаш завршува на крај со тоа да имавме подобар селектор, ќе освоевме медал или ќе бевме најмалку не знам каде. Останува истите играчи, селектори се сменија, значи од Вујо, од Тута, од не знам до Обрван последно. А ние се дека тој со Шундо на пример не поминавме со Шундовски, беше да имавме подобар селектор, ќе бевме на Олимпијада. Го сменивме селекторот, ние пак сега завршуваме со тоа да имавме подобар селектор, ќе бевме на Олимпијада. Мислите ли дека грешката секогаш ни е во селекторите после толку смени? Тука се враќаме на тоа што Тони го зборува дека оваа репрезентација не ни е лимитирана. Се согласувате ли дека оваа репрезентација ни е екстра квалитетна? Јас велам дека оваа репрезентација е екстра квалитетна за да го победи Тунис во Гдајнск, значи не во Тунис или во Северна Африка, туку во Северна Европа. Да го победи Тунис и да оди на Олимпијада. И во тоа сум убеден. Можеш да признаеш дека оваа репрезентација која што играше во Катар и оваа репрезентацијата која што играше во Катар, која што играше во Полска и која што играше во Гдајнск се 3 различни изданија. Тоа значи дека има големи осцилации во играта. Имаме различно издание, извини Горан, со Тунис и со Чиле. Значи со Чиле беше друга репрезентација на терен. Сега неважен надпревар во ред, последен сето тоа. Меѓутоа нешто се играше, со Тунис не се играше. Па добро, значи ако ние сме добра и квалитетна репрезентација која има сериозни ракометари кои со години играат на меѓународна сцена, како може да ни се случи да не го победиме Тунис во таков значаен надпревар? Тука доаѓаме до системот на обврски и одговорности. Прашањето е вакво. Дали сите знаеа што треба да направат за Македонија да го победи Тунис? Дали сме тони реални со проценката на квалитетот на нашите играчи? Значи, кога сакате, каде сакате, конвертирам, дека Македонија е подобро од Тунис. Не е тоа спорно. Тоа не е спорно. Значи не е тоа спорно. Ние имаме нешто што ни недостатува. Тунис беше пречката за да дојдеме до Нас ни е проблем како да ги наредиме коцките. Значи Гдајнск го влечевме она што ни се случуваше во
на Европското првенство во Полска. Значи, одредени работи ни се префрлија во Гдајск. Во Краков беше, ајде, тоа што го направивме, не направивме успех, фокусот беше на олимписките квалификации. Меѓутоа, Европското првенство требаше да биде добра подготовка од атмосфера, бидејќи сите слушнавме, го лоцираа проблемот во соблекувалната дека нас ние. Значи не е спорен квалитетот, дека можат многу повеќе од ова што го прават после Зошто на Србија. што студиме ние дека можат многу повеќе? Нашите играчи играат во клубови во кои голем дел од нив немаат минутажа, дел досега немаат Јас ќе кажам, клубови. не врз основа на тоа. Врз основа на тоа, на играта што ја прикажуваат на еден надпревар и на другиот имаме тотален крах. Например, на Европското првенство ние видовме одлично издание против Полска, со Норвешка исто така, а со Хрватска подобро да не излегуваш. Белорусија више, мислам, значи истата е таа репрезентација. Може да се носи на почеток со Полска, не може со Белорусија. Тука не ми е сватливо, значи нешто е во тој ментален склоп. Сега ќе играме, сега нема да играме. И која е причината за тоа? Значи тука треба да се лоцира проблемот. Значи јас го работев по некоја случајност тој пренос во Полска на Европско меѓу Македонија и Хрватска. Силно се воздржив во втора минута, кога Хрватска водеше со 2:0, да не си дадам автогол себе си на својата телевизија и да им препорачам на гледачите да го свртат каналот. И почекав уште некоја минута за да го направам тоа, да. За мене беше премногу јасно дека таму меѓу одредени играчи, меѓу стручниот штаб и одредени играчи, не знам како им се релациите, погачата што би рекло македонскиот народ е скршена. Ама тоа сега се провлекува последниве колку години. И доаѓаме повторно до системот на обврски и одговорности. Потоа, не требаше никој да ми наоѓа мене забелешка и да ме предупредува пред олимпискиот турнир во Гдајск, дека е потребно да се прави позитивна атмосфера. Системот на обврски значи дека секој треба да знае што може и што не може. Под претпоставка дека сите сме свесни битија и знаеме дека треба нели да ја правиме работата да биде добра за Македонија. Односно да ја Кој проценува подготвуваме. што може, што не може играчите? Што можете, што не можете играчите? Тоа не ли е работа на стручниот штаб? Тоа е Тој на стручниот проценува штаб. каков е капацитетот на играчот и какви задачи му дава и обврски. Така е. Така? Така е. А федерацијата проценува како ќе го гради амбиентот околу репрезентацијата, за да не се случи некој да не предупреди на нешто. Например, пред турнирот во Гдајск. Значи, сите треба да си ја знаат својата работа. Ако председателот реши, моралната федерацијата одговорност и- реши да. да избере селектор, треба да му даде безрезервна поддршка. А ако забележи федерацијата, што мораше да забележи, дека нешто во совлекувалната не е добра. А внимавајте, селекторот, стручниот штаб и ниту еден играч не признаваа дека има некакви проблеми меѓу нив. А Не, тоа тоа- тешко се докажува дека има проблем. Тоа не може ние од страна, значи ние не Антевски сме. се смее. Се смее. Значи ние Вчера велиме директорот дали на некој јавно репрезентација излегува, не на дали управен некој- одбор некој ни го дошол. лоцираше За таму интерни кога- разговори Не разговараме за интернет. Да, не ги броиме. Разговараме дали некој се појавил на прес. за официјален став, јас го рачунам за официјален став, изјава на директор на управен одбор на Ракометна федерација. Значи, лоциран проблем во соблекувалната и на терен. Значи, на терен и Тоа за Гдајск. одговорноста Ама тоа за Гдајск. да. Јас зборувам за Гдајск. за Краков. За европското Ама тоа е исто, првенство во тоа Полска е- која требаше. Полска беше најдобар организатор од сите европски првенства и ќе ви кажам дека во собликувањето имаше тепих долу. Ако не знаеш. Не бил проблемот во Тоа значи дека соблекувалната. се што До тепихот имало во било. собликувањето се ставено под тепих. Тоа е добро. Тоа е добро. Ние џабе сега збориме, значи тоа се шпекулации кои што се со години. Така е. И она што ти кажав претходно, дали сметаш дека новиот селектор треба да има цврста рака кон сите, беше во таа насока. Да. И врачињата знаат кои се проблемите во соблекуваната, никој не ги кажува, сите чекаат некој друг да ги каже. Ќе ги кажеме ние сега. А ние да ги кажеме ништо нема да смениме, зашто селекторот и тој што беше и тој што ќе дојде, ќе го прави истото. Што Значи, ние значи тоа можеме селектор само со да се- цврста рака? Тоа сега не треба да има камшик тој? Што ти пошто Тоа може би разбира? треба во некои ситуации. Ама не значи- можеш со некои од играчите, тоа е невозможно да се постигне и може само контраефект да има.
Па контраефект И вака и имаше така и има години контраефект. назад кога играчи не сакаат да играат за репрезентација, па ги молеа. Значи тоа го имало секогаш. Сега Тони, не знам, ти си помлад во ракометот. Ти си помлад, нема да ги Па јас не знам дека за ракомет се Мислам разговара, дека- никој немаше да Да. гледа. Инаку мислеше за ова расплетот на кошаркарското првенство, дека ќе Мислам треба дека да веќе се прават некои посебно ова раководство. Горан знае, заедно бевме на собранието во Струга 2013 и беше донесен еден правилник за однесување. Значи, Кој што не се почитува, да. кој што- Значи тогаш беше поздравено, се сеќавам дека разговаравме, ова ако се примени ќе донесе резултат, рековме, ја го чувам и ден денес тој и си го листам од Си време на чекаш да време. почне да се применува правилникот. Да. Значи тоа беше една од оние позитивни работи доколку се примени. Значи на хартија добро изгледа. Што значи тоа? значи тоа правилник дисциплински, не знам точно Не, како беше кодекс на наслов. однесување за во репрезентацијата. Не, правилник беше, правилник стои Добро, како да. правилник. Ја го кажав Значи кои се права и обврски на репрезентативците, на стручен штаб, на сите што се вклучени. Значи што е казниво однесување, што подпаѓа под санкции, што ќе се санкционира. Јас колку што знам по тој правилник само една казна до сега. Спорно малку колку беше правилна, Го убија неправилна. гласникот, би рекол јас. Да. Значи една казна има спроведено барем на јавно што знаеле Забележуваш, не медиумските. кажувам имиња се уште. Не се уште. Не сме почнале се имињата. Очекувам А ќе од вас како почнеме. повозрастни да тргнете. Не, ние ќе тргнеме, меѓутоа Имам прашање, ако сум во позиција да поставам Како прашање. не? Не е риторичко. Не е кон риторичко. кого? Кон новите селектори. Кој новиот селекторски тандем. Зошто на пресконференцијата на Петар Ангелов дојдоа да аплаудираат 80% од репрезентативците, а не дојдоа Кире и Борко? А зошто Петар Ангелов држеше пресконференција на еден чекайте ден сега, пред поаѓање Не знам, ајде на вака. А дали беа поканети? Значи Не вака. знам. А дали Значи јас да? нема А другите нема беа? да тргнам од тоа. Другите дали беа поканети? Дали беше ти на таа пресконференција? Жалам, затоа што на Петар Ангелов му беа поставени многу прашања, ништо не одговори. Јас се согласувам дека Петар Ангелов има право да држи пресконференција, меѓутоа во лош период и кога држиш веќе пресконференција треба да беше отворен. Кажи тоа Дали што го таа мислиш. пресконференција за некој што е надвор од собликуваната на македонската ракометна репрезентација, тоа е вистинското прашање. Кој не може беше- да му кој не може да беше- биде кој не показател, беше- кој не може да беше- му биде показател дека нешто не е во ред натре. Кој не Не. беше? Нема може Тоа е да имаат само- обврски. Кој не беше на таа пресконференција, кој не аплодираше, сигурно знаеш. Кири Борко не бе. Не беа и други Не беа и репрезентативци. други. Добро. Значи не беа само Киро и Борко. Беа 5 или 6 дојдоа од тренинг. Беа малце Одлично. Повеќе беа од 5-6. Беа малце Повеќе беа. повеќе. Добро, јас во разговор пола од нив не знаеле. Значи не било поканета. А Плюс јас- беше пресконференција, значи не беше официјално простување Ако кај гледаш што така некој ќе дојде на како ситуација- Ако гостин. гледаш така на работата, јас ќе ти дам друго прашање. Колку репрезентативци беа на промоцијата на кампот на Кирил Лазаров во Ситимол? Ама не можеш да ги споредуваш тие работи горе. Не, сакам да ти кажам дека не можеш да кажеш дека има нешто. Има, меѓутоа тоа не е показател. Ако веќе ги споредуваш, очигледно е дека има проблем во собликувалната, Па е показател како не е показател. очигледно е дека има проблем и очигледно е дека Ама не може да биде показател некој ниеден полупензиониран селектор немал цврста рака тоа да го реши. Се обидувале и наидувале на зид каде што размислували самите веројатно. Ако одам со главата во зид, нема да имам резултат. Добро, и сега се враќаме пак на И сега како- краткорочните решенија. Тоа значи, Инстант тоа решенијата. значи дека оно што се согласивме дека федерацијата била добра, сега ќе кажеме дека федерацијата не била добра, затоа што не го видела тоа или стручниот штаб тоа не го пренел. Или федерацијата го видела, ама го премолчала затоа што немала друго решение во моментот. Веројатно, можно е. За мир, не е тоа за мир во куќа, затоа што едноставно, ама што да правиме, така и се работи. дали македонскиот ракомет е во позиција да работи за мир во куќа? И ако е, да се навратиме на тоа, кој да ја води Во репрезентацијата против ситуација кога Чешка. имаш 6000 регистрирани ракометари во споредба со 6 милиони, например, во Германија, многу ти е јасно. Имаш тврд стап, како што имаме јас и Билјана за многу ситуации, меѓутоа во оваа ситуација сега треба да рече да кажеш или ќе се откажам од најдобрите и ќе одам по оваа линија, Она или- што го направи Тунис пред олимписките квалификации. Да, или- Не се откаже од најдобрите. па Тунис сега не се откаже од најдобрите.
Не би рекол. Задржа неколку. Ставот на председателот, ако го прочита, ќе знаеш што значеше. Значи, подписниците на тие 14 мора да играат и ќе одговараат за тоа што го направија. Петиција подпишуваа за не овој селектор, него тој другиот, помошникот на претходниот селектор. Значи јас мислам дека тоа е истиот рецепт. Види, Што треба да се примени кај нас. да, меѓутоа едно забораваш. Само нема да ги кажеме сега персоналните решенија затоа што некој може да ги препише. Види, меѓутоа Да добијат идеи, да. Ќе повторам бидејќи си нов во ракомето, ќе те потсетиме се Билјана, имаше ситуации кога истата оваа генерација, истата за која што сметавме се уште дека има капацитет, менуваше селектори. На тренинг, не доаѓаме на тренинг, ако е овој селектор. Така Значи е. тоа го забораваме. Значи добро велам јас, ова треба некој Октомври 2010. што нема Кале, спортско рекреативен центар, Кале. нема некој Овие повозрастните во раком. овие повозрастни Шест во играчи ракомето, на значи медал, сега не, да, време да. и тие да бидат тргнати. Ако веќе разговараме, треба да бидат кажани многу работи. Меѓутоа, јас пак велам, тепихот е нов и додека собира се става. И претходните раководства става, и ова става. Горан, И се е тоа во ред. идни веќе става. Се е тоа во ред и го дел разбирам од дека ни работите се нарекува менаџирање на ситуацијата. Меѓутоа мора да признаеш една работа, дека ако веќе доаѓа оваа генерација при крајот, нема веројатно да го тргнем и процесот на градење нова репрезентација со тепих. Со истите Тоа- Да позиции. си купиме тогаш подебел тепих, подолг. Види, во И нова јас сметам дека затоа е добро да е живо Лукетов, председател на Ракометната федерација на Македонија. Препознавам во него човек што може да се обиде тоа да го реши. Дали ќе успее е отворено прашање. во новата генерација што доаѓа и што доаѓаат, мислам дека имаме 16 ракометари. Подеднакво добри, подеднакво квалитетни, кои што мислам дека поинаку би се снашле доколку со нив се работи поинаку. Да, цврста рака, меѓутоа тие се некако како младиве што доаѓаат сега. Ние им кажуваме како сме играле джамли, тие ни кажуваат дека таа се стари време, ние сме поинаку размислуваме. Така и новите размислуваат поинаку. И јас признам дека не треба работите да се стават под тепих, меѓутоа повторно кажувам дека доцниме чекор или два во тоа подмладување и во прифаќање на многу работи кои што добро функционираат во Европа и во светот. Значи ние веќе доцниме. Ќе ги отвориме, знам дека Билјана едва чека да ги отвориме прашањата за пасошите. Значи тоа е нормално. Од една страна сите сакаме пасоши, од друга страна треба да размислуваме дали е тоа добро или лошо. Сите сакаме силна репрезентација, сите сакаме силни клубови. Не идат тие две работи. Деда беа пасошите ќе игравме во Рио. Во време на професионализам и ти знаеш, сите го гледаат успехот. Значи клубовите сите ќе се го гледаат успехот. Репрезентацијата пак ќе се обидува да најде начин како тоа да го реши, меѓутоа тоа треба да го реши на друг начин, да имаш други центри кај што ќе вложуваат. Наместо да се вложува во кошарка, треба градоначалниците да вложуваат во ракомет. Многу едноставно прашање. Не те разбрав сега со што од ова полемизираш со мене. Не полемизирам, разговараме. Разговараш. Ти знам дека сакаш да бидеш Сакаш контра. да кажеш сега дека автокоманда треба да преземе репрезентацијата? Нешто така како Не, се обидувам да. Јас сакам да ти кажам малку подиректно, Што ги значи малку тоа, подиректно дека во моментов во оваа репрезентација има неколку звезди, а во едната репрезентација нема да има толку звезди. Ако Тоа не ти ги биде- направиме. И исто така јас сметам дека тоа треба да се направи на тој начин. Добра. На Со друга задржување работа, на значи, помалку звезди од сегашните звезди и кооптирање на младината. Ама не можеме сега да контролираме кој кукава звезда ќе стане. Не можеме. Епа. Тоа не можеме. Билјана. Тоа ќе контролира други. Дефинитивно, значи, вака како што функционираме и од она што се покажа, беше најдобро решение кога, сега најдобро, можеби, клуб репрезентација или кога голем дел од репрезентацијата беше на едно место. Значи тоа функционираше, беа спремни, имавме резултат со надополна на тие што Боран не се се согласува еднашка. одма. Само еднашка. Значи, Тогаш кога сега го беше- направивме најголемиот успех. добро, претходно Дефинитивно, беше значи Вардар, она па кога претходно тргна беше надолу Пелистер. беше Беше Пелистер, па беше Вардар, па беше Металург.
од една страна е добро, меѓутоа јас пак сметам Од дека аспект на децава што доаѓаат, значи дефинитивно на 17, 18, 19, 20 Талевски и Кузмановски не може сите да излезат надвор. Значи им треба да бидат заедно и на едно место. Се покажа тоа, еве со Кузмановски конкретно во Металург, која дојде, значи таму кај што може да игра квалитетни надпревари. Значи зборувам за европски купови, Лига шампиони, СЕХА лига, за да може да станат играчи. Значи, тоа е она што позитивно би влијаело на репрезентација од аспект на тие генерации што доаѓаат. ама треба да играат. Треба А играат ли? Дефинитивно. Јас мислам дека не играат. Играат ли? Тоа ми е прашањето. Јас мислам дека не играат. Ти Тони што мислиш? Дали играат младите? Јас неколку преноси во Правеше, последна да. година направив од Металург. И ако Па ние инсистираме да играат, се тие ако двајца не одиграат толку колку што треба да одиграат и не ја искористија шансата која што им беше дадена. Велам, требаше да искористат. Имаше можност, има 10 надпревари во Лига шампиони во втора категорија група, каде што може да поиграте и да покажете. Ма не зборуваме само за двајца. Значи, Не зборуваме ако зборуваме само за концептот за на цела генерација, клуб репрезентација, за цела тогаш генерација. поинаку е. Не, ние нема да имаме сега концепт клуб репрезентација како претходно. Тоа е повеќе од јасно, затоа што Вардар нема да биде клуб репрезентација. Некај сениорите, Вардар ќе биде легија на странците, а Металург ќе биде полигон за млади ракометари. па не би се согласил. Млади ракометари, јас повеќе ви Така сметам мисли дека да, меѓутоа младите ракометари треба да играат. Треба. Да, меѓутоа повторно доаѓаме до ситуација да се купуваат странци кои што ги опфаќаат местото на нашите, така? Така е. Така И, е. значи полигонот нема да биде вистински полигон, затоа што и Металург следната сезона ќе игра во СЕХА лига и ќе сака да биде во првите 4 да игра И да има Final Four. резултат, да. И да има резултат. Затоа што ти пак велиш базата, ние ги гледаме резултатите. Ако нема резултати првиот тим и репрезентацијата, не можеш да привлечеш нови деца кои што ќе тренираат ракомет. Во моментот и Вардар и Металург се единствените два клуба кои што работат со многу категории на деца. Како ќе ги привлечат? Металург имаше една многу убава приказна која што ја продаде кај многу деца и многу деца почнаа да играат ракомет. Токму ради Металург, заради неговите резултати и заради тоа што во Металург беше речиси целата репрезентација на Македонија. Сега ја нема, ги немат звездите, сега доаѓаат некои нови. Вардар гради стратегија на нешто друго, на резултати, што би рекол на лиги на странци, меѓутоа во професионализмот пак ќе кажам битни се резултатите. Да, меѓутоа И кога имаш ти Која само плаќа два клуба, цената кои што на имаш тоа? само два клуба каде што се работи со млади, не можеш да очекуваш дека така лесно ќе има промена генерација. Али добро е што од друга страна пак за младите се враќа еден центар на Битола, каде што не е Перистер, туку има една втора екипа работни, каде што веќе има добри деца, веќе играат на Final Four во кадетска лига, каде што се враќа Преспа. и работат каде што- со поранешни репрезентативци. Да. И би рекол дека дури никој, сите ние збориме Вардар Металург во Скопје, има и трета екипа која се вика Пролет, каде што повторно има млади, да, сите тие се во сенка на Вардар и во Металург. Меѓутоа, генерално, стратегијата можеби треба на тие помлади генерации да се гради, за да може за 5, 6, 7, 8 години да дојдат резултатите. Факт е дека ние имаме се дупка и ние се треба да прикрпиме како да останеме на некој ниво, за да не се случи оно што им се случи на Да, ама ако претходната чекаме генерација. 5 години ќе изгубиме и оваа генерација. Значи овие се на 20 години, ние ако чекаме на не 25 збориме да чекаме, збориме за тоа дека веќе ќе факт е биде дека има. касно, да. Значи во моментов ние треба да најдеме пак некој инстант решение за да останеме и во да работиме долгорочно. Малку пауза, ќе се вратиме на завршниот дел од дебатата. Кратка пауза. Само за проектот Купи куќа за млади. Ход и ход ги намали цените на неверојатни. Немаме уште многу време до крајот на емисијата. Мора да се вратиме на она што
откако изанализиравме се што било, што мислиме дека било и што мислиме дека е во репрезентацијата, сега да видиме што ќе биде. Баражот со Чешка сега изгледа ќе ни дојде пак како на олимпискиот квалификацијски турнир кој го чекавме, па го дочекавме, па ништо не се случи. Сега нова матура, баражот со Чешка, така мене ми личи, преполагање на матурата ќе биде, затоа што ако не го минеме баражот со Чешка, ќе биде нема да играме на големо надпреварување и ќе го доживееме тоа како тотален крах. Веднаш зборувавме, ако сте дами, може би треба Билјана да одговори на ова прашање. Значи Ќе си одговори, ќе дојде редов. Промените што не се направија после европското проект Гдаńsk, зашто имам разбирање, не би ги правил драстично и сега. Кога би се минала Чешка, потоа има еден подолг период во кој што може да се направат вистинските стратешки постулати и да се тргне натаму. Што значи тоа? Тоа значи дека да сум јас сега на кормилото на Федерацијата, би ги седнал ракометарите, би го седнал тој што сметам дека треба да ги води, би ги замолил за доброто на ракометната репрезентација. Тој доби поддршка веднаш од нив, откако поднесе оставка во Полска, да ги надминат суетите, да стегнат заби, да завршат работа, затоа што тие се професионалци и тоа ќе мора да го издржат и да го направат, треба да го издржат и да го направат, а потоа би ги донел вистинските долгорочни решенија. Со Билјана би сакале да го видиме моментот кога ќе ги надминат нивните суети. Многу би сакале да го видиме тој момент, зашто лично не верувам. Сега јас ве разбирам, Долго го чекаме. ме седнавте против вас, меѓутоа зошто да не ги видам и јас? Зашто ние ги чекаме Зашто вие се добри 10 Затоа што години. секако се Горан се повикува на полугиот стаж во ракометот и мисли дека тој подолго ги чека. А инаку она што го размислуваш дека промените треба да се направат, пак на Билјана и дадовме збор, промените што треба да се направат, е планирано да се направат. Значи се помине Чешка, да се пласираме на светско првенство, на тоа светско првенство Горан, со да кој селектор? заминеме. Со новиот селектор ќе правиме се, тој што ќе дојде сега ќе дојде од Чешка и после ќе добие можност да работи така. Мислам, тоа е многу логично. Нема да има привремени решенија. Па ја мислам дека не, привременото решение ќе биде повторно ќе биде домашен селектор, значи со македонски пасош. И тој ќе треба да ја направи таа смена на генерации, да се пласираме на светско првенство, на тоа светско првенство нема да бараме резултат, затоа што ќе бидат вклучени млади ракометари. И тука би требало да биде тоа нивно огнено крштевање на таа нека. А овој новиот селектор кој сите како некако него го спомнувате со име освен јас вечерва? Не, сите сме за македонски селектори, мислам дека така ќе биде. Не е спорно, сите пасоши државјанство се си имаме. Како ќе се соочи со дел од играчите, ако излезе така, дел од играчите го напуштија клубот, кој беше еден од синонимите за македонскиот ракомет, затоа што рекоа дека ние овде со овој човек веќе не. Фала, пријатно, благодарам. Па тука мислам дека ќе биде проблемот, меѓутоа од друга страна мислам дека тоа и го чекаше да почне оваа незгодна генерација веќе полека да излегува од оваа репрезентација. Од друга страна, мислам дека и играчите се свесни дека на крај на кариера можеби сите ќе треба малку да подголтнат и да си ги стават тие некои стари недоразбирања работи, пошто бидејќи не се само тие што замина од Металург, значи има спори со тие што се во Вардар, што биле претходно во Металург, и со тие што не се во Македонија. Значи, баш архивата отворав деновиве и видов некои изјави кога се менуваше претходниот селектор, кога се менуваше тој пред него. Значи, ставот беше може секој, само не тој. И сега доаѓаме во ситуација да сме сите за тој. Затоа што немаме подобро решение во моментот. Има ли свест кај раководството на Ракометната федерација за сите овие факти и дали постои опција да се бара странски селектор, некој со реноме, кој кога би бил советник би кажал, меѓутоа нормално дека ќе се обидат да изменаџираат сите оваа ситуација. Она што го кажа Тони дека ќе ги седнат, мислам дека нема да ги седнат сите, ќе ги седнат ветераните, тие што треба. И веројатно неделата ќе биде многу голема за голтање од двете страни. Ќе мора да се голтне. Јас сум
секогаш за странен селектор кој што многу не ги знае нашиот балкански И менталитет. нема приватни релации, бивши, сегашни. Проблемот ќе биде што тој нема да ги знае младите ракометари кои што моментално играат. Значи тоа ќе му биде главниот проблем. Оние што играат во странски клубови, што играат во Вардар, во Металург, ќе ги знае, меѓутоа нема да ги знае младите. А тоа треба На тој странен Тоа се селектор. решава со помошник. Па добро сега, тоа е помошник. Ако веќе имаш доверба во него, дај му е целосната доверба и треба да ризикуваш. Или ќе има резултат, или ќе нема резултат. Значи, ние и сега одиме во ризик. Или ќе имаме репрезентација со која ќе се пласираме, или ќе немаме. Значи, јас има една интересна анекдота, не знам дали е вистина, дека пред да му биде понудено на Ивица Обрван, е разговарано со Маноло Каденас. Значи, тој не прифатил. Зашто и како? Тоа е некоја друга ситуација. Можеби не било од сегашното раководство, било од претходното. Меѓутоа, странците мислам дека поинаку гледаат. Значи, тие се баш професионалци, доаѓаат да си одработат работата и него го интересира резултатот и нормално парите што треба да ги заработи. На Балканот е малку поинаку и со менталитетот, и со сваќањата, и со попуштањата. Тука јас не се согласувам дека во овој и во ваква ситуација ни треба некој странец кој што баш Ти со странец никогаш не се согласуваш, така? Мислеше дека во ова, меѓутоа генерално во моментов кај што сме на една пресвртница, да кажам, кај што треба да подмладуваме и базата да ја бараме овде, значи ни треба човек што ќе биде овде. Што ќе биде во Македонија? Во Македонија што ќе ги знае, што ќе работи, што ќе ги гледа децата. Значи ја претпоставувам дека друг беше односот, сега не знам, тоа беше одлука со РФМ, додека Ивица Обрван беше во Македонија, мислам дека малку поинаку функционираше и дека малку се оддалечи со ангажманот во Шамбери. Сега тоа мој впечаток, не мора да значи ништо. Меѓутоа друго е кога си тука и кога ги следиш. Бидејќи нас сега ние, значи проблемот е овие не се готови играчи, ние нема што да го следиш Кира Лазаров како игра во Барселона. Треба да ги следиш Талевски, Кузмановски, Велковски, Или некој како не играат да ги Крстевски, дали играат, не играат, до каде се и што се. Значи затоа ни треба, не знам колку би било добро решение да биде странец од тие голем калибар. Значи Унгарија проба со Душебаев, не беше таму. Значи врвен тренер, не направија успех. Да, ама кога Душебаев презеде работи во Килце, проба со Словенија, поинаква. Ама Вујовиќ е тој менталитет тука. Вујовиќ од Вараждин тркна на Собир во Словенија со репрезентација и се врати на Загреб. Види, ти можеш да имаш странец. Ја не велам дека странецот треба да биде сега. Странецот генерално странецот може да биде во Македонија, не мора да биде шпанец, може да биде било кој. Тој треба да биде еден период тука присутен и да ги гледа. И тоа е сосема нормално. Меѓутоа, размислувањето кај таков странец и кај домашен, мислам дека е различно. Иако секогаш постои можноста некој да му шепне на селекторот дали е овој играч за репрезентација или не. Тоа секогаш постои. Друго е да му шепне, друго е... Тоа ни подготнуваат од пред некое време завршен збор. Мене не ми се допаѓа што вие го знаете името на новиот селектор. Не го знаеме. Не го знаеме ние го Има комисија која што тоа треба да го реши. Да го решиме, да, од понеделник натам. Настапувате така. А денеска се уште не е понеделник. Уште малку. Ако го знаете името на новиот селектор, тоа е еден од начините на кои што не треба да работи новиот претседател на федерацијата. Ама ние сега не предпоставуваме, не сме сигурни. Добро. Поред дозволувам да не сте Тоа сигурни. име што циркулира како и уште 2-3 други. Сега, ние сме во тој круг кај што слушаш кој разговарал, кои се потенцијални, а и кругот е тесен на потенцијални кандидати, значи во Македонија. Шпекулациите се присутни кај нас. Токму затоа ние слушаме некои работи кои што не допираат можеби да сечи уши, ги знаеме и другите позадински работи како некој се потурнува или како се оттргнува. Генерално постои размислување за пошто не сакаш да го спомнеме за Не, сакам да го спомнеме, вие не го споменувате. Значи Лино Червар треба да се пријави на конкурс.
Да, тоа ми беше дали ќе се исто пријави, Јас мислам може би ќе биде Александар Јович. Ова кога Може ќе би се ќе биде. формира комисијата и треба да се Лига Север треба да се пријави една на од конкурс. најлошите опции, значи да се стави во преден план некој, а уствари и да биде главниот позади. Мислам дека е тоа најлошото решение. Форма координатор или нешто, веде селектор, тоа е најлошо. Значи го ставаш и си одговара и за успесите, и за неуспесите, и за напредокот. Смеа победиле, не смеа победиле Чешка. Тука сме, таа ни е репрезентацијата, тој е противникот. Изволте. Тони, Да, во ред. се согласуваш? Значи јас пак би рекол што помалку тектонски пореметувања пред Чешка, потоа да. Колеги, толку ни дозволува времето. Мислам дека и доволно кажавме во овој период во кој разговараме. Ви благодарам за тоа што вечерва бевте мои гости. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое го проследивте ова издание на Отвореното студио, кое секоја недела стандардно е посветено на спортски теми. Ви благодарам за вниманието и секако ве поканувам да останете на нашата програма. Во 22 часот следи новиот преглед на вестите на телевизија Нова. Пријатно!